Ден Дончев во улога на обвинител, директорот на Фондот за здравствено осигурување призна дека разговарал со швеѓаните против фирмата Диамет, затоа што знаел инсайдерски информации оти ќе има истрага против компанијата со 20 годишна лиценца за диализа. Месеци пред истата воопшто да биде започната, па решил и писмено и устно да им се обрати на швеѓаните што сакале да ја купат македонската фирма, но Дончев се правда, оти не влијаел на самата продажба. Државата не прави никакви пречки при самиот процес на превземање. Само им кажавме за намерите дека ќе се води истрага. Оти тоа беше јасно. Значи вие сте знаеле дека ќе се води истрага? Па апсолутно ви кажав колку сумнителни околности имаше, да. Дончев, кој цел еден час ја презентираше хронологијата и делови од според него штетниот договор што претходната власт го потпишала со двајца концесионери за вршење диализа во центрите во Македонија, меѓу кои и Диамет, ги оцени обвинувањата против него како небулозни. Тврдењето на Вера Иванова дека е нанесена каква било штета кон државата или буџетот е небулоза. А на новинарските прашања дали лично се познава со второ осомничениот во рекет Зоран Кичеец, кој според прашањата се споменува како посредник и во овој случај, директорот на фондот негираше и рече дека Кичеец го знаел од медиумите. Дали вие се познавате со него, господине? Не се познавате, јас го знам од јавноста, така? Правдањето на Дончев уследи откако Вера Иванова, бизнисменката која го продаде Диамет на шведска фирма, поднесе кривична пријава против него, ама и против министерот за здравство Венко Филипче за злоупотреба на службена положба, според која двајцата здружено дејствувале и ја оштетиле, ама го скратиле и буџетот на Република Македонија во обид да стопираат влез на странска инвестиција во земјава.